почнува летната туристичка сезона, да се затвори главниот приод кој Охрид е погубна одлука, бидејќи што тоа значајно ќе се намали бројот на гости кои што го пристигуваат во Охрид, имајќи предвид дека тој пат води и до Охридскиот аеродром. Со оваква одлука голем број на семејства чија главна екзистенција е туризмот ќе биде во прашање нивните ставени во прашање нивните приходи. Тука исто така се создава проблеми кај хотелиерите, бидејќи постои веројатност дека веќе закажаните резервации кои што ќе пристигнуваат да создаваат проблеми и секако понатаму може би да влијаат и на приходот. Имајќи ги предвид дека изминатите неколку години беа тешки години за туризмот и туристичките работници, може да доведе и до крах на она кое што се најавува како најуспешна туристичка сезона за Охрид и во Македонија во изминатите 30 години. Покрај горе наведените причини, со пренасочувањето произлегува и дополнителен проблем кој од хуман и здравствен аспект. Преоптоварувањето на стариот локален пат Охрид-Струга создава проблеми за возилата специјална намена брза помош, полиција и противпожарни возила. Знаејќи дека токму на тој пат е лоцирана специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразм, која што е регионална, понатаму создава проблем кај родителите кои своите деца мора да ги носат за терапија или итни прегледи на детското одделение во општата болница во Струга, а исто така се создава проблеми и за ЈЗУ, специјализирана болница за кардиоваскуларни заболувања Охрид, каде за успешно лекување за пациентите е потребна брза реакција. Од сето горе наведено, заеднички испраќаме барање до владата на Република Македонија и до Министерството на транспорт и врски, градежните зафати на овој потек да се одложат од септември натака. До ова барање се дојде имајќи предвид дека не станува збор за последни километри за изградба од автопатската делница, па така градежните активности може да се насочат на друга точка на автопатот, а од септември да продолжат во Охрид. Со надеж дека ќе излезе во пресена на барање. Тоа кој што го напишав беше иницијатива, пак ќе кажам, врз основа на она кој што јас го добив како разговор и со представници на хотели и хотелиерите, со представници на туристичките оператори, со представници на ЕСНАФ, на Сдруженијето на Охридски гостители ЕСНАФ и секако туристичките и туроператорите ги спомнав и секако дека транспортните предпријатија кои што се занимаваат со транспорти, кои што јас ги напоменав оние факти дека еден чартер лет е 4 автобуси минимум треба да се донесуваат дополнително. Никој тука не ги зема за предвид тешките товарни возила кои што од Албанија секојдневно броката не ја знам, доаѓаат наваму се движат преку Ресен за Битола и не знам натаму каде, не е ни то наша работа. Така да огромни се проблемите на реалното функционирање на ова делница и дополнително сите оние кои што ќе се движат на кај туристичка, по онај тесен пат, по онај издружение на возачи и туристичка на две поголеми возила и на одредени точки е проблеми да се разминат. Така да сето тоа ќе ни создава, верувајте, огромен проблем во текот на туристичката сезона и сметам дека уште еднаш ќе треба да испратиме барање со не дека само овие се да кажам негативните последици кои што сме ги набројале, меѓутоа поентата на крај е токму за молницата. Од горе наведените причини поврзани со здравство, со транспорт, со проблем за хотелите, некој имаше напишано Олег ми се чини беше во својот статус, викаат за да слетат од Катовице до Охрид е пример не цели 2 сати, за стигнат од аеродром до хотел повторно сат и пол 2. И може би ќе имаме поголеми проблеми. Тие колони очекувајте да бидат до после волинот требеништа која ќе настане она најголема гужва, посебно за викенди, знаете како е хаос. Секако имаме ние на лето по такви услови какви што е буквално потекна целиот пат со исклучок на автопатот Достивар Скопје е намалена гужвата, на цело време се движи со некоја нормална базина 60 до 70, со можност често патувам и знам како е баш во шпицот на туристичката сезона. И како што кажам, има многу работи може уште да се напишат кои што се во придобивка или не на она кој што денеска сакав да поразговарам, меѓутоа за мене е најбитно последното, дека до ова барање се дојде имајќи преди дека не станува збор за последни километри. Да биле последни километри и нагла наши уште тие денови ќе ги издржевме, што се вика до 15, иако гарантирам врз основа на динамиката која што овие веќе 8-9 години се гради автопатот дека нема да е баш 45 дена и за тоа сме свесни. Сметам дека овие градежни активности, односно овој автопат има повеќе од 20 или 30 точки кои што не се довршени, зборувам за делот кој што е пред
тунелите и мостовите, значи од Охрид до Врбјани, кои што може да се насочат во летен период, а влезот на Охрид, односно влезот од патот Подмоли Охрид во булеварското решение Охрид, и секако сите останати има тука и на железнички, и на туристички, и по стариот дел преку Гоце Делчев. Едно е да се влегува во градот по 3 артерии, меѓу кои две се булеварски решенија, едната со 3 ленти, другата железничка со 2 ленти, едно е да се влегува во пат кој што е по еден смер и ваму и таму. Мислев дека онакој што го напишав дека ќе биде сватено онака како што беше, затоа што беше пуштена замолница, не беше то објаснење за политики, не знам кој. Нормално вториот пат од кога одговорија дека јас сум бил лицемер и јас сум штетел на динамиката на изградба на, односно сум на некој начин делувал на динамиката на изградба на која што била зададена на автопатот. Вториот пат изреагирав многу поинаку и многу поостро, затоа што пак ќе кажам, далеку од тоа ми е дека треба да разговараме за политика, кога веќе гледаме овдека што се случува и дополнително тука се засегнати сите охриѓани и најбитно туристичкиот сектор, затоа што сега ние сезоната. Да беше септември, октомври, верувам немаше да разговараме, но него сите ќе чекавме што е можно побрзо да заврши тоа решение. Така да целта ми е на ова барање да дадеме поддршка сите на замолници, иако стои барање, целта е на крај замолница да ја разгледаат уште еднашки одлуката и да остават уште ова лето, односно до кај септември 20, 30, 15, во 1 октомври воопшто небитно да одлучат да ги продолжат градежните активности. И се надевам овој пат затоа што има повеќе релевантни присутни и не е пуштено само од еден центар како локална самоуправа, дека ќе имаме можеби и повеќе слух.